Втори во Европа, ама по ниво на загаденост. Скопјани и денеска се гушат во токсичниот воздух, полн со PM честички кои го надминуваат дозволениот праг. Граѓаните поради загаденоста бегаат на водно. На Пладне колонија автомобили не пречекаа на средно водно. На врвот пак јасно се гледа сонцето, а панорамата на Скопје е покриена како со бел облак. На средно водно тешка е видливоста поради густата магла. Загадено ли е Скопје? Скопје да, водно не. Зошто дојдовте еве на водно денес? За да сонце, фатам и чист воздух. Горе има сонце, чист воздух и плюс спортување. Се надеваме дека ќе видиме сонце. Сега ние одиме на планина само за нешто да биде подобро, но сепак има уште магла и не би било препорачено да се седи во Скопје, треба да седи на страна по селото. Да, многу за. Од институциите што барате што треба да се направи за почист воздух? Што да бараме веќе 20 години бараме, ама ништо. Едноставно се надеваме на ветре и да се изчисти воздух. Во меѓувреме, инспекторите за животна средина ги тресат фирмите со аеколошки дозволи. Заклучно со 15 декември извршиле 30 надзори. Издадени се 12 решенија за фирми кои не ги почитувале правилата. Ако не си ги поправат грешките, ќе следуваат парични казни. Значи со решение ги задолжуваме да извршат мерења за бочава во животна средина и емисија на PM10 честички, да се направат мерења на емисија на гасови и да направат мерења какви што се задолжени согласно дозволата да ги прават одреден временски период. На нас тие ни се потребни за да видиме какви се емисиите во воздухот. Согласно решението, доколку не постапат, им следува прекршочна санкција. Задолжени со одлука на владата, ваквите ненајавени надзори за индустријските капацитети ќе се извршуваат до март поради аерозагадувањето. Битката на инспекторатот е уште потешка, бидејќи 2026 година ќе стартуваат со само 13 инспектори за животна средина, бројка која што е далеку од доволна за да се покрие целата територија на Македонија. Габриела Лескова, Сител телевизија.